Амбициозна програма, повеќе од скромна реализација. Што сработи скопската мајка, нарече си половина поминат мандат. Даниела Арсовска убедливо победи на изборите со силните планови за модерно Скопје, па поддршката ја доби и од опозицијата и од граѓаните. Но брзо ја изгуби, бидејќи многу од ветувањата останаа неисполнети. Се обврзувам дека ќе обезбедам бесплатен јавен превоз за скопјани во својот прв мандат како градоначалник на градот Скопје. Бесплатен автобуски превоз беше една од клучните проекти во програмата 15+1, но досега нема никаква најава за негово спроведување. И не само тоа, туку во прашање се доведува и постоечкиот, затоа што приватните превозници не возеа половина година поради неисплатени долгови, а сега и возачите под капата на град Скопје најавуваат штрајкови во ЈСП. 250 нови еколошки автобуси за Скопје и за скопјани. Дел на електрично напојување, дел на природен енергенс, тие ќе чинат далеку поевтино од овие утопистички големи проекти кои што ги споменав пред малку. И од ова ветување досега нема ништо. Арсовска 3 пати се обидуваше да го задолжи градот за набавка на нови автобуси, но не доби поддршка од советниците. Од 5 нови мегапаркови кои ги ветуваше градоначалничката на Скопје, се уште не е завршен ниту еден. Далеко од реализација се и 5 нови булевари, а ги нема ниту зелените коридори на реката Лепенец и Серава, кои што Арсовска исто така ги ветуваше пред изборите. Се планираше и брзо опремување на централниот Луна парк во градскиот парк со бројни забавни содржини, и тоа до првата половина од мандатот. Досега ниту ова ветување не е исполнето. Скопје ќе биде европска метропола со сообраќаен ред, со брз ефикасен јавен превоз, со паркови, со културен живот кој што пулсира од сите страни на нашиот град. Од ветувањето за богат културен живот скопјани не видоа ништо. Скандал го снајде МКЦ за преизградбата на универзалната сала. Освен за своите, Арсовска се однесува идентично и со наследените проекти. И тие или се закочени, или се реализираат со брзина на жилка. По нивелираните шахти, само булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов виде финиш на новите асфалтирани скромни 500 метри, но и тоа не остана без критики поради лошо поставените столбови за велосипедските патеки.